Унијата на жени на ВМРО ДПМН од Кочани информираше дека е поднесена кривична пријава за ширење говор на омраза и навреди преку социјалните мрежи на интернет. На пресконференција пред јавното обвинителство во Кочани, претседателката на Унијата на жени од Кочани Марија Ананиева рече дека се работи за напади без никакви емоции и почитување на приватноста на нивните членки. Поднесовме кривична пријава против лица кои преку своите профили и преку администраторите на некои интернет страници, дел од нив се Јул Медија, Наше Кочани, шират говор на омраза и навреди врз неистомисленици. Особено безмилосна игра со човечки емоции представуваат и политичките објави на сметка на нашата членка, мајка која го загуби своето дете во трагедијата во Пулс. Ова се објавите во кои политичките канибали за цел на локални избори 25-та се служат со најдолни навреди, базирани на загуба и соси. Ваквите објави се најсурова злоупотреба на човечката болка и обид за двојна виктимизација на жртвите, со единствена цел одредени општествени и политички маргиналци да добијат внимание и доверба и шанса. Таквото омаловажување и газење врз човечкото достоинство е недозволиво, нечовечно и мора да добие институционален одговор. Сакаме јавно да порачаме, секој граѓанин, без исклучок, има право да учествува во јавниот живот и во донесувањето на одлуки. Тоа право никој нема да му го одземе со навреди, лаги и омраза. Во пресред на почетокот на кампањата на локалните избори 2025 година, го повикуваме основното јавно обвинителство за брза и навремена реакција за спречување на ова политичко канибалство на безидејните и ја повикуваме јавноста и сите честни луѓе заедно да се спротивставиме на ваквите валкани кампањи. На пресконференцијата се обрати и пратеничката Жаклина Пешевска, која е претседателка на Унијата на жени на ВМРО ДПМН. Со оглед на ситуацијата што се случува во Кочани, најостро го осудувам говорот на омраза и линч кон Александра Соколова, која што е кандидатка за советничка. Затоа што нападот кон Александра Соколова е напад кон сите мајки, татковци и семејства кои ги изгубија своите најмили во пожарот во Пулс. Од тука, наместо да бидеме среќни што се интегрирани во општеството, што учествуваат во носењето на одлуки во општините и во општеството, некој се дрзнал да ги линчува. Затоа ги повикувам сите институции доблесно да ја спроведат правдата, но во исто време ги повикувам сите женски организации, душегрижници и борци за женски права да го осудат овој говор на омраза. Тука го спомнувам и го повикувам форумот на жени од СДСМ да го осуди овој говор на омраза, како и клубот на пратенички кој што го води Јована Тренчевска. И повторно ќе повикам на разум, затоа што на вистина донесовме низа документи, резолуции, кодекси за фери демократски избори. Само треба доблесно да се почитуваат, достоинствено да ја водиме оваа кампања која што ќе следи за локалните избори. Беше речено дека засега говорот на омраза е само на социјалните мрежи, но не треба во јавноста да се креира лош впечаток за луѓето кои го изгубиле најмилото во трагедијата во Кочани. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.